Добри ден за Бујар Османи, портпарол на ДУИ. Добро е, не? Деновиве топ тема всушност беше не само ДУИ, туку лидерот на ДУИ Али Ахмети, кој од Софија донесе една информација, даде информација за јавноста која прилично беше бомбастична, дека последниот предлог на Нимец е Горна Македонија. И прашањето сега е: зошто господинот Ахмети од Софија тоа го кажа и зошто тоа не го кажа Груевски, премиерот Груевски, например? Видите, не мислам дека господинот Ахмети е прв што го има обзнанено и предлогот на господинот Нимец. Кој е првиот? Мислам дека го имаше по некои грчки медиуми исто така беше. Говорам за македонските политичари. Во Македонија можеби тоа беше одговор на прашање во текот на предавањето во Институтот за дипломатија во Министерството за надворешни работи во Софија. И целта на господинот Ахмети е да се отвори дебата во Македонија, меѓутоа не само во Македонија, и во Грција, и во регионот по однос на оваа прашање, бидејќи само така ќе го направиме првиот чекор кон решението. Дека врз основа на таа јавна дебата ќе почне и диалогот, врз основа на диалогот ќе се гради и компромисот и ќе се дојде до решение. Така да, предлогот што го објави господинот Ахмети е всушност Горна Република Македонија, а не Горна Македонија, пошто видов во неколку вестници дека погрешно Горна Македонија, да, скратено. Протолкувано. Договорено ли е со господинот Ахмети всушност? Дали има договор помеѓу премиерот Груевски и лидерот на ДУИ Ахмети тешките прашања да ги, односно на тешките прашања одговорите да ги дава господинот Ахмети, заради тоа што премиерот Груевски ваква изјава, ваква информација нема дадено? Видите, мислам дека премногу се прават конспирации по однос на овој начин на кој што господинот Ахмети работи по однос на прашањето на името, односно воопшто во однос на ова прашање. Нема ништо тука конспиративно, едноставно нашиот став е дека треба да го смениме пристапот. Досега, како ДУИ, целиот тој вид на влијание или притисок го правевме на маса со нашите коалициони партнери, дали е тоа СДСМ, дали е ВМРО, ДПМН, со идеја дека мора да се деблокираат интегративните. Добро, што е да се смени пристапот? Се смени пристапот во смисла дека тоа не дава веќе резултати. Значи, нашата идеја да не излеземе јавно, да го искажеме нашиот став по однос на името, беше со цел да не создадеме контраефект. Тоа е македонско чувствително прашање, да, не тоа само беа тоа, туку аргументите. и предрасудите што веројатно дел од македонската популација ги има по однос на ДУИ, во однос на намерите на ДУИ, се со цел да не дадеме. На кои намери мислите? Кои предрасуди? Веројатно има предрасуди. Кажете една. И заради целиот начин на кој што е формирано ДУИ, конфликтот 2001 и така натаму, веројатно има предрасуди по однос на интенциите на ДУИ. И не сакавме со тоа да дадеме контраефект, бидејќи нашите цели се најдобро намерни да ги деблокираме евроинтегративните процеси. И што е сега идејата? Да се говори гласно? Сметаме дека единствен начин да се реши прашањето е страните да седнат на директен диалог на маса под посредништво на меѓународната заедница. И сега е времето, сега се создадени условите да се почне таа дебата и да се донесат, се разбира, храбри. Ова му го кажувате ли? Не вие лично се разбира, но зошто да не и вие лично. Дали ова господинот Ахмети му го кажува на премиерот Груевски? Сега е време. Нашиот став е дека, односно чувство е дека господинот Груевски нема разлика со нас во однос на намерата да се реши тоа прашање и да се деблокираат интегративните процеси. Вчерашното соопштение на владата беше во смисла дека не треба јавно да се искаже позицијата на Македонија во однос на последниот предлог на Нимец. Што е логично, бидејќи тоа се прави во текот на преговорите. Не треба да ги отворите картите уште пред да почнат преговорите. Јавна дебата е штетна. Што не е ни наша цел, ние не сакаме сега нашето раководство, односно ние да излеземе со позиционирање, со став про или контра во однос на последниот предлог на Нимец. Тоа ќе биде плод и за ДУИ и за државата, зборам за државното раководство. Нашата идеја е да се отвори дебата, да се отвори расправа, диалог во општеството. Која ваша? За кого говорите? На ДУИ. Јас сум портпарол на ДУИ, цело време зборувам во име
име на Не, знаете зошто ве прашувам. Знаете зошто ве прашувам. СДСМ излегува со информација дека односно со барање, апел да бидат информирани како релевантна најголема опозициона партија околу позициите и преговорите. ВМРО рече дека јавна дебата е штетна. Вие велите дека е добредојдена. Тоа е нашиот став. Тоа е нашиот став. Јас ви кажав дека до сега целата наша активност беше на маса и далеко од очите на јавноста заради таа цел да не дадеме лош придонес, односно контраефект на целиот. Добро, сега го сменивте. Сега сметаме дека јавно треба да се разговара за ова прашање. Но имате спротивставени ставови со ВМРО, тоа ви велам. Мислам, впечатокот мој е дека соопштението на владата и ставот на ВМРО е во однос на јавно непозиционирање, конечно позиционирање по однос на предлогот, што е апсолутно Јавна дебата е логично. штетна, се вели. Во таа јавна дебата би биле вклучени политичките партии. Добро, ние сме Сосема различно имате мислење. Да, меѓутоа ние сме политичка партија која има право да апсолутно има право да има свој став по однос на прашање и нашиот став е дека сега е време да се почне јавна дебата, да се информираат сите страни, да се информираат граѓаните. Таа јавна дебата да не се ограничи само во Македонија, во Грција, во регионот, да се активира целата меѓународна заедница и да се резултира на крај со седнување на маса врз основа на последниот предлог на господинот Нимиц. Ќе иницира ли ДУИ ваква јавна дебата за почеток со релевантните? Мислам дека таа дебата е веќе иницирана. Со самиот факт што господинот Ахмети и го на некој начин јавно го објави предлогот на Нимиц, мислам дека тоа е доволно основа да се почне дебата по однос Добро, мислам на покана тоа прашање. да биде, например, можеби и господинот Ахмети домаќин на некаква дебата, макар со затворени врати, Сега, и ВМРО. Тоа се прашање на модалитети, која е најдобрата форма. Битно беше да се создаде клима за јавна дебата во Македонија. Зошто мислите дека е создадена клима? Заради тоа се извинувам што вие тоа го барате. Самиот факт што денеска ние го правиме овој разговор ВМРО одбива, господине Османи, таа дебата. ВМРО одбива јавна дебата. Вие постојано велите дека сакате, ВМРО вели дека е штетна. Пак ќе кажам, тоа е прашање на модалитети. Мислам дека не се разликуваме многу во писмото на господинот на премиерот Груевски до премиерот Самарас беше побарано вклучување во директен разговор токму по однос на прашањето на Го видовте ли писмото? На Нимиц. Мислам сите јавно го прочитавме тоа писмо бидејќи го имаше во весниците. Така да ние го поздравивме тоа писмо и токму посебно го поздравивме фактот дека премиерот побара директни разговори со Грција врз основа на последниот предлог на Нимиц, што е и наша интенција целиот овој период. Мислам дека диалогот ќе придонесе да се подигне свеста кај јавноста за потребата од наоѓање на конечно решение. Добро, писмото на екс-министерот за надворешни Антонио Милошевски предизвика прилично разжистени реакции од страна на ВМРО, заради тоа што таму стоеше дека предлогот беше Република Македонија во заграда Скопје и дека тоа е прифатлив предлог. После тоа ВМРО излезе и рече дека не е точно, па потоа рече дека бил прифатлив, но би се ставил на референдум, се однесуваше на премиерот Груевски, дека за него бил прифатлив. Како да постои страф од страна на ВМРО, односно од премиерот Груевски, да каже дека еден предлог јавно да каже дека еден предлог за него е прифатлив? Видете, се разбира дека ова прашање е сензитивно и комплицирано. Да не беше така, до сега како тоа тогаш ќе биде решено? Ќе имаше ако постои страв да се признае дека нешто е прифатливо. Исто така, тоа што сметам дека е значајно, дека ова не е прашање за кое што е одговорно само една политичка партија или само една владина коалиција. Значи ова е прашање кое што го засега целото општество, сите граѓани и се разбира дека сите треба да бидат вклучени во тој процес. Нашата улога, ние пред граѓаните сме добиле мандат да им гарантираме на граѓаните безбедност,
економска благосостојба, подобрување на стандард. Ние заклучуваме дека сите овие индикатори на просперитет на една држава нас ни зависат од едно прашање. Тоа е прашањето на името кое што не блокира кон интеграциите во НАТО и Европската Знаете колку време ова го заклучувате, господине Османи? Колку години? Да, јас ви кажав дека целиот овој период работевме на друг начин. Работевме преку директни контакти со меѓународната заедница, со институциите, во институциите, со нашите коалициони партнери. Сега сметаме дека треба да се отвори јавна дебата. Што е прифатливо? Прифатливо ли е Горна Македонија за ДУИ? Видете, ние како партија сме кажале што не е прифатливо за нас. Тоа е етничка Република Македонија, етничка Македонија, Славо Македонија и бивша Југословенска Република Македонија. Тоа се на некој начин нашите црвени линии по однос на ова прашање. Сите овие други варијанти се добра основа да се почне диалог. И врз основа на тој диалог да се изгради компромис. Компромисот на крај од компромисот нема да бидат задоволни двете страни. Меѓутоа бенефитот од тој компромис ќе го докаже почувствуваат граѓаните. Да, и се заеднички став ли е дека е прифатлива Горна Македонија, заеднички ли владин став е тоа? Наш став е дека е добра основа да се почне диалог. Говорите за ДУИ. Мислам дека генерален е ставот дека е добра основа да се почне диалог. И јас сметам, се согласувам со соопштението на владата, јас зборам во име на партијата, дека не е време во моментот ние да излеземе со јавен став по однос на конечниот, односно со наш конечен став по однос на ова прашање, бидејќи тоа треба да биде дел од преговорите. А зошто тогаш ДУИ, односно господинот Ахмети вели дека е прифатливо Горна Македонија? Не, господинот Ахмети рече што не е прифатливо. Секоја друга варијанта, освен овие три кои што ги спомнав, се можни комбинации за да се почнеат разговорите. Добро, јас го цитирам господинот Ахмети за Дојче Веле изјави дека Горна Македонија или Северна Република Македонија е прифатлив предлог. Сега ова е веќе игра со зборови. Значи, се што не е етничка, Славо Македонија. Не, ова е цитат. Ова е прифатливо. Таа е логиката. Се што не е етничка Македонија, Славо Македонија и бивша Југословенска Република Македонија е прифатливо за нас. Заеднички ли владен став ли е ова? Значи, разговаравте ли со ВМРО, со премиерот Груевски за... Ние сметаме дека сега е време последниот предлог на Нимиц да биде основа за да се почне диалог. Кои вие? Само ДУИ? Значи и ДУИ и премиерот тоа го искажа во писмото до Самарас дека последниот предлог на Нимиц е добра основа да се почнат разговори. Што ќе излезе од тие разговори, која варијанта ќе излезе од тие разговори, тоа ќе остане откако ќе се почнат разговорите. Меѓутоа, сега е време да се почне таа дебата, а не да се заземе конечен став по однос на тоа дали е прифатливо Горна Република Македонија или не. Ова со години трае истите вакви варијанти, стратегии. Мислам дека има доста чекори постигнато напред. Порано до пред неколку години беше табу целото прашање на името. Веќе сега разговараме за варијанти. Тет разговорите со Папандреу и Груевски да не ги заборавиме. И тоа беа огромни чекори како такви се дефинира. Очигледно дека нашето застанување во процесот на интеграциите веќе отвара нови спорови, отвара нови проблеми кои што ќе не донесат во ситуација во иднина и да треба да го решиме прашањето, но со дополнителни проблеми кои што во меѓувреме се појавиле. Значи и проблеми воопшто во општеството заради стагнација во интеграциите и со нови спорови кои што евентуално и се јавуваат и ќе се јавуваат. Се разбира бугарскиот го најавувате заради тоа што од нив. Го најавувате заради тоа што господинот Ахмети во Софија веќе му беше кажано дека мора да биде потпишан договор за добрососедство, за воопшто да се говори за евроинтеграција. Видете, Република Бугарија е пријателска земја на Македонија по однос на политиките што ги има сега во однос на прашањето за интеграциите. Но условува. Не условува, меѓутоа има барање за подпишување на договор за меѓусоседски односи. Нашиот став е дека секој договор кој што ги унапредува односите меѓу соседите е од корист. Така да не треба се согласува ли ВМРО со вас?
Значи, тоа ќе ги прашате од ВМРО, јас тука зборувам Вас ве прашувам дали имате заеднички став околу ова прашање. Се разбира дека постојат комисии на ниво на Министерство за надворешни работи кои што разговараат на оваа тема, се уште не е стигнато во фаза на заеднички став. На заеднички став, меѓутоа ние сметаме дека потпишување на таков договор со било која земја од соседството е добредојдено. Да.